Сме безбедни сме со струја, со газ, со нафта или? Значи, во овој момент сме стабилни во однос на обезбедувањето на електричната енергија, обезбедувањето на природниот газ. Нафтата не е засегната, си доаѓа, најголем дел доаѓа од Солунското пристаниште, така да од аспект на обезбедување на овие и на електрична енергија и природен газ и нафта, за сега немаме никаков проблем. Она што е загрижувачки е што по започнувањето на руската агресија врз Украина, цената на природниот газ се зголеми само за еден ден за 60%, па потоа се намали на последната котација која информација ги имаме за во петокот. Исто така се зголеми и цената на нафтата на светските берзи. Сега ќе видиме оваа недела што ќе се случува и како ќе се движат овие продукти на берзите. И од тие причини, како регулаторна комисија за енергетика, повикуваме дека не гледаме дека ќе се случи стабилизирање на цените или дека би се вратиле на некое нормално ниво. Напротив, цените овие неколку дена забележаа драматичен пораст и од тие причини повикуваме да се однесуваме рационално, имајќи во предвид дека најголем дел од овие продукти, освен дел од електричната енергија, увезуваме. Така да едноставно сите треба да разбереме дека времето на ефтини цени на светските берзи е завршено и доаѓа период на реално драстично повисоки цени и поради тоа треба да започнеме да се однесуваме рационално кон потрошувачката, имајќи во предвид дека таа комоција која што сме имале претходно, кога имавме ефтини цени на берзите и на електричната енергија и на природниот газ и на нафтата, повеќе ги немаме, поради што мора сите да излеземе од комфорната зона која што имавме претходно и да се однесуваме рационално кон потрошувачката на овие продукти. Во изминатиот период, македонските компании, приватните компании пред се, тој сигнал го прифатија и само за 3 месеци регулаторната комисија за енергетика има издадено лиценци за производство на електрична енергија од фотоволтаици со инсталиран капацитет од 30 мегавати. Тоа е негде на ранг од последната хидроелектрана што сме направиле, Света Петка, која има 36 мегавати, и овој тренд на изградба на фотоволтаични панели ќе расте и понатака. Компаниите тоа го прават со една единствена цел, да се ги намалат своите трошоци за електрична енергија, бидејќи цените на електричната енергија на слободниот пазар, од каде што набавуваат во цела Европа, се драстично зголемени. Така да секој треба да започне од себе и да почнеме да рационално да ја штедиме електричната енергија. Она што верувам дека ќе се случи во наредниот период е начинот на изградба на фотоволтаици кај домаќинствата ќе се поедностави и инсталираниот капацитет кој што беше до 4 киловати, сега ќе се зголеми на 6 киловати, но особено е важно што домаќинствата оваа електрична енергија произведена од фотоволтаиците ќе имаат право да му ја продаваат и на универзалниот снабдувач Ева на Хоум. Така да едно прашање, бидејќи споменавте, кажете ми денеска за колку ќе се зголеми нафтата, нафтените деривати, претпоставувам ќе имате зголемување. Ќе се зголемат за бензините и дизелот за 1,5 денар. И сето тоа е одраз на тоа што се случуваше во текот на изминатата недела по руската агресија врз Украина.
Претпоставувам имате проекции што ќе се случува понатаму, што доколку ова потрае, повеќе од веројатно е дека ќе потрае, покрај тоа што гледам дека почнуваат преговори во овој момент, што доколку ова потрае. Вие велите рестрикции, можеме ли ние да бидеме не рестрикции, односно да бидеме рационални во користење на енергенсите, што доколку ова потрае, доколку може да оди цената на нафтата, колку можеме ли да очекуваме зголемување на цената на струјата? Значи, во овој момент анализираме што се случува со берзите и многу е тешко да се предвиди што ќе се случи, бидејќи и за време на пандемијата и сега по овој напад на Русија врз Украина постојано берзите и за електрична енергија и за природен газ реагираат на дневна основа и многу е тешко да се предвиди што ќе се случи. Ние во текот на оваа недела ќе организираме заеднички состанок со трговците со нафта и нафтени деривати. Исто така на тој состанок ќе има и представници и од соодветните државни институции, пред се Министерството за финансии и Министерството за економија во однос на државните давачки кои што се вкалкулирани во цената на нафтата и нафтените деривати. Инаку во најголем дел, негде 50%, особено кој дизелот, влијание врз крајната цена има случувањата на берзите и курсот на доларот. До 42-3% има давачки кон државата, а остатокот, најмалиот дел е тоа што го определува регулаторната комисија за енергетика, тоа е маржа и трошоци за транспорт. Така да во текот на оваа недела ќе разговараме со сите засегнати страни со цел да најдеме соодветно решение како ќе продолжиме понатака. Да, имате некакви сугестија, уште ова за крај, бидејќи никој не знае што како ќе се случува, но едно е јасно дека цените ќе одат нагоре. Имате ли некаква сугестија? Една беше во првичното зголемување на цената на струјата за намалување на ДДВ-то, како беше од 18 на 5%, па потоа владата донесе одлука кога почна другата криза енергетска за замрзнување на цените на основните прехранбени производи, па сега откажување од маржата, мислам дека веќе од утре. Имате ли вие план што како понатаму ако оди цената на нафтата? Еве денеска е за денар и пол, претпоставувам следнава недела ќе оди уште погоре. Видете сега да бидеме отворени и да кажеме дека цената на дизелот во Македонија е убедливо најевтина во цел регион, да не зборам Европска Унија. Да речеме во Србија цената на дизелот е 92-3 денари, во Црна Гора е 85-6 денари, во Косово исто така е преку 80 денари, во Албанија е преку 90 денари, значи исто така во Босна и Херцеговина е 80 на денари. Значи тоа се земји кои што имаат сличен стандард како нашиот и единствена причина зошто кај нас има најниска цена е поради тоа што давачките кон државата се најниски и дополнително во овие земји пазарот, мало продажниот пазар за нафтени деривати е целосно либерализиран. Така да правиме анализи, но факт е дека ниските цени, условно кажано, најниските цени во Македонија, споредено со другите земји во регионот, се поради пред се ниските давачки кон државата, кога зборам тоа давачки зборам за акциза, и поради тоа што ние имаме сврста регулација на пазарот на нафта и нафтени деривати. Така да и од претходно све што можело да се превземе било превземено, а и во наредниот период, како што кажав, ќе се видиме во текот на оваа недела со сите заинтересирани страни за да се договориме како ќе продолжиме понатака. Сосема за крај, март дојде, нели спирувањата беа како ќе дојде март, како ќе удри сонцето, дека цената на струјата ќе почне да се стабилизира, меѓутоа имате нов проблем. Ќе има ли ново зголемување на цената на струјата? Премногу е рано да се каже, оно што правиме во моментов е анализа за воведување на блокови кај домаќинствата, имајќи во предвид дека само 1% од домаќинствата користат 20%
од електричната енергија наменета за домаќинствата. Тоа се пред се домаќинства кои што релативно ефтината цена на електрична енергија ја користат нерационално. Исто така имаме информации дека одредени домаќинства дури своите базени ги загреваат со греачи кои што користат електрична енергија, така да правиме анализа што би значило воведувањето на блоковите, бидејќи на тој начин на тие што трошат многу и нерационално ќе им се испрати сигнал да инвестираат во ефикасни начини на греење, бидејќи доколку тоа не го прават, нивната цена ќе биде и нивниот трошок за електрична енергија со зголемувањето на потрошувачката ќе се зголемува. Добро, благодарам што бевте гостин во студио 10. Благодарам на поканата. Марко Бислимовски, прв човек на регулаторно